Ние градиме тука, односно колегите повеќе имаат вложено труд. Градиме една зграда која ми се чини ќе биде со намена за одморалиште за нашите работници, бидејќи се во нашето село сите во летната сезона на работа, а од друга страна планираме да се најдат и за смучарското друштво, кое со години ние тука го имаме. Смучарското друштво Бигла. Не можешме да одржуваме такмичење од републички карактер, со изеток на едно првенство што одржавме, ради тоа што немавме сместај кај да ги сместиме такмичарите. Се знае дека кај нас радо идат сите друштва од цела република. А од друга страна, ми се чини ова место као што го гледате, прекрасна шума, голема убавина, голема клима, чиста клима, воздух, многу би користело и за нашите најмлади пионерите, учениците од нашата општина Демирхисар, па и од цела република. Кога започнате со работите? Па со работите започнато негде во мај, чини се. Во мај со доброволна работа се работа, со изузеток другарот Јован што вложуваат максимум работа, како сами гледате, ги вложил сите негови средства, камион, джип, шатори, ред друго и организира тука. Тој има голем удел тука, па ми се чини и општината до негде помагат таму и вака полека напредуваат зградата. Другар Ковачевски, вие сте иницијатор за изградба на овој хотел во падините на Бигла. Како дојде до таа идеја? Дојдов до таа идеја, јас сум роден од село Смилево, пред 20 години се преселих во Битола и често пат идев на денот на 12 јули и гледав тука луѓето кои спие по давјата и така реков ако се дојди до некоја малце вака поголема сума на пари, ќе почнам да градам хотелот и така почнав и луѓето почнаа да ми помагаат. И еве како денес што помагаат и мислам дека ќе помагаат и докрај. А како беше самиот почеток? Вие вложите известна сума пари, па понатаму како одеш? Вложив една известна сума, па понатаму со материјал прибирав, штици, тули, нешто желез додадов и така шумското помогна и... А како успеавте луѓето да ги привлечете да дојдат овде? Луѓето успеав, тие во почетокот не мислеа дека како секој еден што мислеа да се гради, кога видеа и почнаа да си идат сами луѓето. И вложуваат пари. И вложуваат пари и тука што се луѓето што живеат во Смилево и што се жители во Битола. Даваат помошти кој 50.000, кој 100, кој 200 и со работна акција помагаат. Други некои помагаат? Имаме помош од Австралија, од деца што имаме фамилии во Австралија, имаат пушено доста пари и се надеваме дека пак ќе ни пушат пари. Дали вие замислувавте овој хотел да биде така голем или мислевте некоја помала да биде сепак зграда? Мислевме помала да биде, ама кога почнавме ја пушив така 40 метра, луѓето, тие другарите што беа тука со глужарите, викаа дека не мораме толку да пушиме, не можеме да изградиме. Јас му реков секако и мала да почнеме, ако не иди луѓето не можеме да изградиме и голема и пак ја пушиме на 40 метра. И како што гледате, до овој степен сме доста добри, па од сега. А каменот од Аркадите, од каде го носите? Каменот е донесен од Бабино. Колку е далечено тоа? Па имате на 30 км, повеќе можда и до 30 км да има. Бидејќи се наоѓаат во планината таму горе, неприступашти патови, па и таму мораше да се направи пат за да може да се донесе тој камен. Преку летово колку минат зидари работеа на објектов? Преку лето работа зидари зависно од можностите како што има луѓето можност, некој пат и по 15, по 16 души иде, али поголем товар, поголем дел на работа, другарот Јован со неговите мајстори таму што ги има учествува. Тоа се пред се луѓе од селото Смилево и оние смилевчани кои живеат во Битола, не? Ми се чини, ние сме сите смилевчани, без разлика кај живееме, ние ќе вложуваме напори да го доправиме према можности. Аз сигурен бидејќи
Нам не е потребно само материјал, останалата работна рака ќе ја вложат самите граѓани и нема проблем да има. Не даваме пари за работа и тоа е еден успех што се надевам ќе може и понатака да се гради тоа со успех. Дали ви паѓа тешко оваа работа? Лесно ли е? Абе, слушај, мајсторската работа не е баш најлесна, ниту најтешка, ама имат и таа некои си тешкоти. Али вака во друштво, кога ќе застанеш за да работиш, те другарот ваму надзидал повеќе, помалу, ти реков ми речи, тоа иди некако воспалување за сите и сите мораме да бидеме еднакви во занаето. Ви овде не работите од некоја корист? Не, ние не работиме од корист, ние работиме ради онака за да имаме нешто, да речеме, објект. Да речеме, овој објект би користил за секого. И за да дојде, да речеме, некој од каква и да било корист. Да. Вие живеете во Битола, Смилевчанин сте? Се вика Динко Кандински. А живеам сега во Битола. Овде еве сум во Битола до 12-13 години, кога сум преселен. А овде се одиме заедно, еве 2 години, 3. И сега кога се гради оваа зграда, овде кога работевме и спиевме во шаторот тука едно 10-15 дена. Додека се докаше каменот тука, било на ветар, било на дожд, не е важно. Тука сме заедно што не работа. И еве сум овде имам работано околу 24 дена на овој објект. Што мислите, дали со вакви акции, со подобрување на условите за живот во село ќе се намали иселувањето? Дали Сигурно 100%. 100%. Значи со акциите, со патот што изгради патот, што имат и струја и водовод, значи секоја куќа што немат водовод, се значи мислам дека немат да се иселуваат толку како што беше нагло во парашки години кога бевме кога се иселуваа. чувствувате ли некоја жал по селото? Бога ме учествуваме. Пошто тука имаме родители, татко, мајка имам тука. А пак, значи, тука сум роден, растан и пак жалеам, значи, да дојдам тука, значи, пак не роди од кај. Затоа и вие вложувате во ова село. Да. Вложуваме и со труд, со работа, а имаме вложено и, значи, и со пари. Па изградбата на патот, односно приклучниот пат од Мраморица до населбата Смилево, за Смилево представува, значи, еден од најглавните објекти, бидејќи да тој пат ќе го задржи нашето село да остане онаква како што било и да во иднина се, значи, развие во поголема смисла, така да таа миграцијата која што беше до изградбата на патот во селото, практички со изградбата на овој пат ќе престане во нашето село, затоа што и патот во последниве неколку години ни донесе да во селото се изградат околу 20 нови куќи, дури се планират да во идниве неколку години се изградат уште 3-14 куќи, така да Смилево во иднина нема да намалува, него ќе наголемува, затоа што и овие што се враќаат од странство, значи секако стануваат во нашето село. Вие градите и други објекти во село. Па, кога рековме дека село се наголемува, секако за нашето население ќе треба, значи, и други пратечи објекти за подобрување на животниот стандард на нашето население. Во 76-та година, поточно во февруар месец, од Советот на местната заедница беше покрената иницијатива за изградба на здравна амбуланта, изградба на пат до споменикот на Даме Груев и изградба на спортско, односно фудбалско игралиште. За таа цел, преку референдумот, нашето население се изјасни и, како што гледате, објектот, значи, во 76-та година го почнавме со минимални средства доделени од Републичката интересна заедница за здравство, околу 32 милиони стари динари и со 50 милиони стари динари месен самодопринос од населението од Смилево, објектот го градиме. Согласно одлуката, населението е задолжено да секој работно способен член даде по 20.000 стари динари и да секој учествува со по 4 работни денови. За таа цел, нашата решиска група при Советот на местната заедница изработа план, во кој план секој работно способен член кој ќе дојде на работа нема само да излези да го помини работниот ден, него е задолжен и со норма да извади на здравната амбуланта. Ајде малу јатечки. Ајде.
Колку материјал досега потрошивте и кои беа најактивни луѓе во изградбата на хотелот? Материјал на хотелот потрошивме околу 20 тона чименто и 120 кубици чакал, 60.000 цигли, 5.000 килавар и околу 2,5 тона железо. А за најактивни во хотелот кога се градеше беше мајсторите Кондински Димко, Кондински Чирко, Јоле Гајдаровски, Борче Кочанковски, Димо Налев Гарски и други доста што имае што работе. Вие живеете во Битола? Јас живеам во Битола, да. Иначе на работа сум продавач. Струка не ми ова, али сакам вака доброволно да поможам. Бидејќи сум мераклија по спортот, на скијарството, со години сме давале трудови и ми се чини тоа зграда ќе биде од голема важност за нашето село. Вие одвојувате голем дел од вашето време. И па слободното време се надеваме треба да се вложи од тука. Мислите дека ќе се вратите? Мора да се врати. Се врати во рекреација? Обавезно, бидејќи сме поќе наклонети кон планината и за лов, па што ми имаме ваква зграда, значи ќе можеме сабота после ручек, кога сме слободни да се дојдеме тука, неделата да спроведеме или на скијање по овие одлични терени, или на лов. И ми се чини со ова зграда и со донесување како што се планира да се донесе вода за пиење и да се уреди кујната таму, дека ќе привлечат не само од наша општина, од наша околија и од Република, него и од странство туристи. Ова обществено политички организации помогна за другата малце, значи со помош на песок, на чакал, со камионите, на пренос на монти и за тоа зведес, значи кај тие, значи со без циријата, значи во помош. Помогна и општината нешто за рамните шума, 903 или 903 за жугата. А дали ќе има струја? Ќе имат. Мислиме дека ќе имат. Мислиме дека ќе имат и досега да ствариме, ама ете не успеахме. Не знам од кои причини, немавме средства толку. А сега се надејаме дека ќе се снајдат некои средства што да се створи и струја и водовод. Кој би требал да ми помогне за тоа? Ова треба значи да поможи и општината Демирисар, и треба и од Скопје, дури треба и армијата која до тоа треба да поможи. А вие ќе дадете својата работна рака? Ние дајме за работна рака, не го жалиме, ама за средства, за пари, финансиите се скапи. Значи немаме толку. Се исцрпете веројатно. Еве 100%. 100%. Дај со работа, значи не го жалиме трудот. Ето, што ќе седам, Битола во невела, ќе дожам тука. Сад, ќе одборам, ќе работам, се значи ден, два, три. Што ќе седам Битола, ќе си дојдам, докато на излет и ќе си работим. Како треба да изгледа хотелот кој ќе биде готов? Хотелот ќе изгледа готов, со простории, имаме 11 одај, 11 на долниот спрат, 11 на горниот. Тие ќе види секој на соба, 3 кревети ќе се постави во една соба. После ќе имаме водовод во кујната, трапезарие и во неколку соби за да се служи луѓето да не слегаат долу во дворот пред манастирот. А кому ќе му припадне објектот кој ќе биде готов? Објектот кај да биде готов ќе припаѓат на селото Смилево, а може и да служи за сите општествено луѓето кои ќе дојдат, не е важно дали дошол од Бојшта или од Битола, од Демирисар. Значи сакам да речам објектот си е на Смилево, а може и од другите села да користат луѓето да да си одмараат тука. Значи ли тоа дека нешто интересно се менува, дека можеби за прв пат на општеството му се пружа наместо од општеството да се земаат одредени инвестиции и да се градат вакви објекти? Па изгледа дека во прва прилика е тука во нашо село кое градиме да не инвестираат општината, него сами ние. Сад да не дојде до фалење, прв сум јас и како иницијатор и помагам со работна рака и со средства, простици, пари, а и сите помагаат, даваат пари. И затоа дека на луѓето на овие општините му е чудно дека оваков објект се гради со малу пари, да не сакам да речам досега до покрифје додено имаме потрошено 12 милиони со се материјал и работна рака.
A koliko bi činilo objektот доколку би го правило некое предпријатие? A ovaj objekt kako го pravi neko предпријатие да се комплетират, мислам да се мотарисат, да се наведе струја водовод. По моја замисла сега толку не можам јас толку да оценам, ама едно 150 милиона ќе кошта. Ако го гради предпријатие. А сега ние мислиме да го комплетираме од до 20 милиони до 25 да биде се готово. Како вие од местната заедница гледате на иницијативата на Смилевчани за изградба на оној хотел и какви е днината на тој објект? Видите, Смилево се најдуваат на надморска височина до 1000 метра, па за летниот и зимскиот туризам се идеалните условите, затоа што по нашето село за зимскиот туризам постои и смучарска стаза и во селото исто така постои и смучарско друштво кое што датира преди 30 или повеќе години. Во последно време местната заедница заедно со иницијативата на некои другари од Смилевчани од Битола се преојде на изградба на еден хотел во местоста кај планината Свети Петар, во кој хотел што можда ви го видовте, тој е во изградба и се рачуна дека во текот на 76-75 година истиот ќе биде предаден во употреба, така да после тоа ќе го преземе местната заедница и ќе овозможи да преку тој хотел се развива туризмот во нашето село. Вие планирате некои простори за одредени активности да направите во хотелот? Па во хотелот ќе имат значи кујна и со трапезарија, ќе имат и други простори, а поготово земјоделската задруга Смилево и шумското стопанство Бигла од Демирхисар ќе опремат по 2 простори во кои што простори ќе се одвиват и активност од страна на собранието на општината Демирхисар и од страна на местната заедница од Смилево. Секако вие и натаму ќе се грижите за тој хотел, нема да го препуштите сам на себе и да пропадне како многу објекти. Па мене ми се чини дека грижата поголема ќе ни биде од кога ќе го изградиме тој објект, затоа што преку тој објект ќе гледаме иднината и на нашето село. Vamos